општина Карвинци. Само со инвестиции и подобрување на животните услови се оди напред. Поради ова што досега го кажав, мислам дека имам кредибилитет од вас граѓаните да побарам нов мандат. Мислам дека мојата посветеност и непосреден контакт со сите жители на општина Карвинци ми дава за право да мислам дека сум во предност пред мојот против кандидат од СДСМ. За разлика од нив, што само напразно ветуваат, јас позади мене имам оставено голем број на докази за начинот на кој сум ја водил општината. Еден од овие докази е и сега објектот кај што стоиме, тоа е зелениот пазар, кој што го ветивме во 2013, сега е изграден и за неколку дена ќе почне да работи. И на ист таков начин планирам и во иднина да ја развивам истата. Секако доколку вие ми го дадете тоа право. Во иднина планирам да се продолжи и интервизира со изработката на урбанистичките планови за населените места Долни Балван, Крупиште, Радање, Арголица, Којзак, Црвулјево и Вратешка, што е од огромна важност за урбанизација на општина Карвинци. На барање на потенцијални инвеститори, општината ќе изврши урбанизација и на нови локации за индустријски зони, пред се за лесна и незагодувачка индустрија. За реализација на проектот извршиме комплетна промоција на заинтересирани инвеститори и можност за изградба на индустријски капацитети. Голем дел од енергијата ќе насочиме кон изградба на пречистителна станица, филтер станица, со што ќе се елиминира недостатокот од квалитетна вода за водоснабдување преку довод на нова количина вода од хидросистемот Злетовица, пречистување на истата и транспорт до постојните резервари. Проектот ќе ги опфаќа населените места Карвинци, Таринци, Нов Караорман, Долни Балван, Крупиште, Радање, Арголица, Којзак, Црвулјево, вкупно 3300 жители. Со можност за поврзување и на Горни Балван, Долно Трогреци, Горно Трогреци, Батање, населбата Ванчо Праке. Кога сме кај проектите од областта на водоснабдителите и канализационни системи, сакам да го најавам проектот регионален водоводен систем Плашковица, со кој ќе се создадат услови за квалитетно водоснабдување на населените места Калузлија, Кепечелија, Јунузлија, Ебеплија, Парналија и други. Почитувани, свесен сум за моите можности и знам што се можам да направам заедно со администрацијата од општината. И затоа, дозволите ми да продолжам да го креирам позитивниот тренд на развојот на општината. Дозволете ми да продолжам да ги користам максимално сите домашни и европски фондови, да градам школи, патишта и друга инфраструктура за наше подобро утре. Само со вашиот глас ќе може да се борам за нови фирми во индустријски зони. Само со вашиот глас ќе можам да се борам за повисоки субвенции во земјоделието. Само со ваша помош ќе можам успешно да ги завршам започнатите проекти како што се уредување на речното корито на Којзачка река во селото Карвинци, зелениот пазар во селото Карвинци, домот на културата во селото Таринци и многу други. Затоа во недела излезете и гласете за проверена опција, гласете за дела, гласете за Зора Минов. Со заокружување на бројот 13, гласате за заокружување на еден веќе започнат циклус на трансфер на општина Карвинци од рурална во општина во развој. Не верувајте на се што ќе слушнете. Не верувајте на сите сладки зборови на СДСМ. Ве молам, тие лажни ветувања ги слушаме во изминативе 25 години. Најсигурно е она што веќе е докажано и проверено. А тоа е опцијата ВМРО, ДПМН и Зора Минов. Да живее ВМРО, ДПМН, да живее Карвинци, да живее Република Македонија. Почитувани, со огромна чест и големо задоволство сакам да го најавам председателот на ВМРО ДПМН господин Никола Груевски.